Според досегашните сознанија, кај едно лице е направено, неопходно да се изврши хируршка интервенција во делот на долните екстремитети, која не е во животна опасност, она е во моментот во болницата во Едрене, каде што сум е моментот и јас тука. Сите повредени од несреќата со екипи за брза помош биле пренесени до најблиските државни медицински центри во Малкара, Кешан и Елирне, при што беа хоспитализирани околу 17 лица, од кои околу 10 се пуштени од болница и се очекува во текот на денешниот ден до крај да бидат пуштени останатите кои се со помали повреди. Единствено останува оваа госпоѓа повредена, што е направена хируршка интервенција, и таа, како што реков пред малку, не е во животна опасност. Во врска со целиот случај, најнепосредно е инволвиран Генералниот конзулат на Република Македонија во Истанбул, кој е во постојан контакт со надлежните провинцијски и локални власти и болници и се прават максимални напори што е можно побрзо да се обезбедат целосни информации во врска со сообраќајната несреќа. Господја Абас, дали ќе се организира и кога ќе биде организиран превозот на овие патници до Македонија? Тоа веројатно ќе се работи утре, на утрешниот ден, за да денеска бевме инволвирани со болниците, со повредените, со несреќата, а враќањето нивно веројатно од утре.